За Конфедерацијата на слободни синдикати не е прифатлив предлогот од ССМ за линеарно покачување од 2806 денари, затоа што платата се исплаќа по бот или по сработено. Велат дека со измените на Законот за администрација се спречува покачување на платата според бодот, а подпишување на општ колективен договор на кој, како што велат од КСС, тие се единствени подписници, нема да го реши проблемот со платите. Со предлозите на ССМ не се согласуваат ни дел од независните синдикати, кои ги повикаа Конфедерацијата на синдикално здружување. Во општиот колективен договор се пропишуваат само општи права, а тоа е како право на К15, најмалце денови на одмор, најмалце исплата на јубилејни награди, права на вработените во отсуство и така натака. Никако во општиот колективен договор не можат да се уредат платите на цел јавен сектор. 2806 денари линеарно во јавниот сектор е невозможно да се исплати. 2806 денари не можете да ги поделите на оние со повисоки и помали плати. За да се направи тоа, треба посебни закони, измена на повеќе законски акти. Дел од администрацијата и овој месец на сметка ќе има плата помала од минималецот. Проблемите од овој тип беа и причина КСС да отпочнат со протести кои беа прекинати поради притисоци за што се најавени кривични пријави. Дел од граѓанскиот сектор велат дека не е исплатен минималец и за приватниот сектор. Прашањето кое се поставува е, ако државата не ги почитува законите кои ги поставила, како ќе ги почитува приватникот? Да, кривичните пријави се дадени, таму кај што имаме сознанија на адвокатите за изработување на адвокатските тимови. Можам да кажам дека јас вчера добив најмалце 20 позиви од 20 синдикални организации во јавниот сектор кои што беа возбудени дека повторно платата им се пресметува исто и повторно ќе добијат под минимална плата или минимална плата. Тоа што го кажавме, тоа и се прави, затоа што кажуваме дека е невозможно тоа да го направите во 2 дена. Со ова само се уназадија со новиот закон работничките права во јавниот сектор не се унапредија. Работничките права за усогласување на платите со минималецот за првпат се прекршени во 2017 со покачување на минималецот. Првпат барањата за покачување на платите на улица КСС ги постави во 2018 година и борбата трае и денес.